Марко Блажевски, еден од нашите најпознати автомобилисти, стана европски вице-шампион со 2 победи на една од најпознатите патеки за автомобилисти Мизано во Италија. Честитки, Марко, за оваа престижна награда, иако ти викаш дека за само 3 бода ќе освоеше и титулата, но да се биде европски првак со 2 победи. Ќе ни кажеш малку повеќе за целиот тој настан, за организацијата, за чувството сега од кога слета во Македонија. Верувам дека ова е најголемата победа која што може еден автомобилист да достигне, бидејќи ми кажа и позади камерите нема светско првенство, бидејќи ова е во европски рамки, што е најдоброто освоено место во автомобилизмот за тебе. Добро утро. Добро утро, фала ви на честитките. Овој викенд само што се вратив од патеката на Мисано, каде што имавме 2 неверојатни добри трки. Целиот викенд доминиравме, први место освојавме на сите тренинзи, буквално на двете трки ги освоивме, иако имаме реверс грид од првата трка, завршив прв. Првите 6 такмичари се менуваме, првиот стартува 6-ти, 6-тиот стартува први. Претендентот што се боравме за титула на првата трка заврши 6-ти, ја завршив први и ни фалеше на втора трка да бидам 5-ти, а јас заведам повторно прв. Јас ја завршив мојата работа, но не ја заврши својата работа. Така што многу беше блиску, беше многу напето целиот викенд. Возбудливо. Да, но сепак имавме одличен викенд, што не можеме да го оспориме, тоа освоивме 2 први места, што е и како и останав и единствен македонец кој што некојаш веќе се доста македонци се надпреваруваа во овој куп, но никој не освои прво место. Така. Да, јас имам до сега 6 победи. Ова е 6-та победа? Ова е 6-та победа во овој куп европски. Во овој куп европски. Да. Кој што е најголем, рековме, во автомобилизмот. Да, значи во европскиот куп кој што возам, ова е Renault Twingo куп. Веќе трета година или четврта го возам мој куп, што прошлата година извозев само 2 викенди во Италија ги возев. Така да тоа е тоа за оваа година. Одлично беше, за 3 бода сме вице-шампиони. Да. Се надеваме дека следната година ќе видиме, не знаеме уште што ќе возиме, како ќе возиме, но се надеваме дека ќе повториме овие успеси, па зошто не и подобро. Така, зашто да не е подобро, но и ова е одличен успех, затоа реков честитки, европски вице-шампион, 2 победи на најпознатата трка Мизано или Мисано, како правилно се нарекува. Како теча подготовките, како се подготвуваш за вакви тешки, возбудливи надпревари со големи конкуренции? Верувам дека многу од автомобилистите веќе се познаваат, а знаеш кој колку може, кој би ти бил блиску до тебе. Како се подготвуваш и каде се подготвуваш? Па не се подготвувам нидека, дома лежиш, одмараш и се подготвуваш, да. Немавме никакви подготовки оваа година, работев многу на кондицијата, ослабев многу. Физичка спремност, психичка спремност? Најбитно е психичката спремност. Овој викенд бев некако растеретен, бидејќи јас немаше што да изгубам. Возев до максимум, буквално во секој момент што можеше се возев до максимум. Патеката ти беше позната? Патеката, ова ми е трет пат што ја возам патеката, да. На патеките каде што возев највеќе возат MotoGP и Формула 1, така да сите патеки се премногу сигурни, од светски ранг се. И стварно е чест голема да се вози прво на тие патеки, а не па да се победи. Не па да се победи, така. Имаше ли други македонци? Колку всушност бевте автомобилисти на таа патека? Да, овој викенд бевме околу 25 автомобилисти. Заедно беше со мене и Стефан Тренецки, следната година што ќе вози F4C шампионат. Он заврши на првата трка 3-то место, на втората трка 2-ро место, така да добри резултати покаже и он. И се надеваме дека и он добар ќе биде следната година и јас, но нашите патишта се разминуваат. Јас сум најверојатно во друг шампионат, он во друг, но иако супер беше со него што имав некој македонец кој што можеме заедно да возиме и да освојуваме пиедестали. Така, која зема титулата? Титулата зема словенец. За 3 бода, што ти помогна? За 3 бода ми помогна, се уште криво ми е, баш многу ми е криво што изгубивме титулата, но сепак среќен сум за 2 победи. Така, како се бодува? Велиш за 3 бода, што значи тоа 3 бода? Кој оценува, како се оценува? Оваа година имавме 6 викенди, на секој викенд има по 2 трки. Имавме 2 викенди Каде се вози? Да, имавме 2 викенди во Италија. Едниот возевме на патеката на Муџело, тоа беше нека април или мај. Таму исто освоивме едно прво место, на првата трка имавме квар со возилото, бевме 7-мо место. Потоа отидовме во Словачка и таму имавме исто тој викенд имавме 2 трки, во Словакија ринг возевме.
блиску до Братислава. Таму Значи, од сите трки се собираат се поени. собираат, значи секое прво место е 30 бода, второ место е 24, трето место е 21 бод. Така што сите трки ние ги собираме бодовите и на крај за 3 бода. На крај за 3 бода. Добро, до година до година Ќе биде подобро. да му ги земеш тие 3 бода кои што сега ти ги зема. Велиш не се подготвуваш, седиш дома, тргнуваш и тоа е тоа. Нема во автомобилизмот нели како во кошарката да се тренира напорно или не знам фудбалот за да се постигнат резултати, но сигурно постојат некои квалитети кои што треба да ги постигнуваш. Не може секој да биде автомобилист. Прво немаме патека кај да вежбаме. Па затоа и те прашав нели каде вежбаш, каде Немаме возиш. патека, сега што ако возам нешто друго, јас ќе морам буквално на 2-3 недели додам да ги имам тестирања, Таму што на и патеката. чинат многу повеќе Да. и за пат и за рентање на патеката и ќе биде многу поскапа целата сезона. А оваа година со исклучоци немав никаква помош од никого, буквално. Све сам си финансирам со тројца, четворица спонзори кои се до мене, но и тоа не е ништо. Министерството за спорт. Немаме ништо. Тоа се надеваме дека оваа година покажавме што можеме да направиме, како ја представиме Македонија и дека ќе можеме нешто да добиеме од Министерството конечно за спорт. Затоа што еве со титула, со европски две титули, две награди се врати, титулата не. Да. Но дали сте разговарале еве претходно кога си имал такви победи? Дали некогаш се вклучил градот, општината од каде што доаѓаш? Сега е министерство, порано не беше. Дали некој се вклучил за да ти помогне финансиски, викаш нели све сам јас финансирам? Државата, јас возам од 6 години картинг, државата никогаш се застанала позади мене, иако од 6 години јас се надпревав на европски шампионати заради тоа, поради тоа и на 16 годишна возраст јас прекинав да возам се до некои 27-8 години, бидејќи све станува толку многу скапо што не е реално и не е можност некој сам човек тоа да го инвестира. Да, па некако со спонзори за да можат да ти помогнат колку толку ми помогна оваа година, сакам да им се заблагодарам на луѓето кои што ми помогнаа. И на другите кои што не ми помогна. Да, така што се надевам дека следната година ќе го остварам тоа што ми е замислено во главата и се надеваме дека ќе одиме по уште поголеми успеси. Јас верувам во тоа бидејќи оваа година докажав дека веќе созревавме на европско ниво и дека можеме да се надпреваруваме со најсилните. Така, што е следно за крај? Следно ќе видиме. Се уште не можам ништо да кажам, да, ја одмарам оваа недела ќе одмарам и веќе од следната недела треба веќе да правам некои планови за следната година, веќе бев на некои состаноци што ќе се вози следната година и ќе видиме со кој тим ќе се потпише, што ќе се прави, како ќе се прави. Уште еднаш честитки за оваа награда, без разлика за тие 3 бода кои што за малку ќе ти донесат титула, и ова е одличен успех кој го донеса за себе па и за Македонија. Благодарам уште еднаш за ова интервју, честитки, уште многу успеси во автомобилизмот. Фала ви многу.